Почитувани, ги слушавме сите предвидени излагања на нашите стакнати професори и научни работници, зашто најтопло им благодарам. Тие без колебања, со свој виден ентузијазам, доброволно, без никаков надомест, ова посебно гласувам, се озваа на поканата на Социјалистичка партија на Македонија и го дадоа својот принос за успехот на оваа трибина. За ликот и делото на Гоце Делчев, кај нас и во светот се напишени многу томови книги, тој е опијан по литературата и песните. Од неговото револуционерно дело се инспирирале бројни борци на национална и социјална слобода во народно-ослободителната борба, тоа со остварени идеалите на Гоце Делчев и на македонскиот народ за слободна и независна држава. Во излагањето чувме и нови историски факти за оваа наша маркантна историска личност. Од излагањето произлезе и една единствена порака дека за секоја наука, а со тоа и за историската наука, не може да се разговара и преговара. Влегувањето во разговори и преговори за историските факти всушност е запливување во водите на политиката и политиканството, што за нас е крајно неприфатливо. Историската наука, како и секоја друга наука, не е сама за себе. Искуствата и поуките што треба да се извлечат од неа мора да служат во градењето на еднината на државата. За жал, денес сме соочени со игнорирање на историската наука и учењето од неа и се прават гнасни и мили компромиси на штета на националните и државните интереси. Несомнено, од трибината произлезе силна порака дека македонизмот, македонскиот народ мора да го издигне на идеал од кој нема отстапување. Без тој идеал, македонецот нема свој идентитет и своја собствена потковина. Се надам дека овие пораки ќе допрат до секој македонец. Уште еднаш им благодарам за вложениот труд и принос на сите учесници во расправата, а вам, драги посетители, ви благодарам за присуството и вниманието.